Почитувани, ова што денес ќе го соопштиме на јавноста е огромен скандал во кој е вмешана општина Куманово и низиниот градоначалник Зоран Дамјановски. Ова е скандал од кој ќе се види дека дури еден Зоран Заев со сите афери и криминали за себе, кога станува збор за организирање на превозот на ученици, изгледа како помал престапник и прекршител на законот во споредба со сомнежите кои упатуваат на огромниот криминал во Куманово, во кој централен лик е градоначалникот Зоран Дамјановски. Бројките кои денеска ќе ги соопштиме и со кои ќе отвориме дилема за отворен грабеж кој се случува на кумановчани изгледаат фрапантно. Ако општина Битола и градоначалникот Владе Талевски организирале превоз на ученици кој во просек чини 4,2 денари по километар, согласно информациите со кои располагаме, просечната цена на чинење во општина Куманово по изминат километар изнесува неверојатни 2741 денар по изминат километар. Повторувам, 2741 денар во Куманово наспроти 4,2 денари по километар кој се плаќа во една Битола. Или, ако ова е точно, тоа значи дека кумановчани под раководство на Зоран Дамјановски од СДСМ плаќаат превоз на ученици кој е поскап за 652 пати споредено со Битола. Повторувам, она што битолчани го плаќаат по една цена, кумановчани за истата услуга под раководство на Дамјановски плаќаат 652 пати поскапо. Ова е силен индикатор за огромен грабеж на граѓаните. Ваков случај, кој отвора сомнежи за дрзок, безочен и мегаломански криминал, досега Македонија не видела. Зад плаштот за превоз на ученици да се организира систем на енормно претплатување на услугата и сето тоа платено со парите на кумановчани. Алибито кое Дамјановски го користи за ваквото дрско разграбување и претплаќање е дека во цената на превозот на децата им е вклучен целодневен билет кој учениците може да го користат за едукативни цели, односно за посета на курсеви, тренинзи, до едукација и унапредување на знаењата, што е во спротивност на Законот за средно образование, а и членот 41, кој кажува дека бесплатниот превоз се организира за дестинација до училиште во кое се образува ученикот. Токму ова Дамјановски го користи да ја прошири услугата и на тендерите да се качат цени кои потоа ги добива фирма која низ Куманово е позната дека е блиска на СДСМ. Почитувани, специјалната обвинителка Фатиме Фетај кажа дека Битола плаќа јавен превоз поскапо Токио. Аналогно на ова, Зоран Дамјановски плаќа во Куманово поскап превоз и од Токио, од Њујорк, Лондон и од други десетина светски метрополи заедно. Исто така, мегаскандалот со претплатениот превоз во Куманово е најдобар показател за политичките хајки кои се прават од страна на СЈО против Битола и Владе Талевски, додека за случајот во Куманово се молчи. Сега е јасно каде одат парите на кумановчани и зошто општината Куманово нема ниту основни услови за живот. Апелирам до основното јавно обвинителство, до сите надлежни државни институции да го проверат работењето на Зоран Дамјановски и целосно да го испитаат сомнежот за огромен криминал во општината. За да се направи тоа, има 652 причини, исто толку колку што Дамјановски плаќал за превозот поскапо од една Битола. Благодарам.